Многу солзи пролеав од 26 февруари минатата година. Тогаш во Кочанската болница ноншалантно, без професионална одговорност, лекарска екипа и хуманост ми го убија сопругот Кирчо Митовски, вели неговата сопруга Сузана Митевска. Пак ќе кажам, нели? Да, мојот сопруг почина во Штип, него да, почина во Штип. Меѓутоа за нас не е починал во Штип. Во Кочани. Во Кочани го него убија. Изборот убиен, ја ќе го користам цело дека сум жива. Сузана на располагање ја има целата медицинска историја на сопругот и тврди дека кај него диагнозата била едно, а во Кочани го лечеле со друга терапија. Од Штип невролог му има дадено прекрасна терапија. Од кој? Аптиња, да не ги кажувам кој себе ги тука, и Клексан 0,4 на сабајле и навечер, од што не е земена таа терапија. Ништо од аптиња да не се му давале, само Клексано, он ке си е станал да оде. Значи, дали спија да ги прашам? Ја и кажа на доктор, дали спија? Значи, мене ми имаше на социјалните мрежи. Јас за тоа сакам ова се да го кажа. Каде всушност во старт според Сузана сгрешиле докторите? Па вака, мојот сопруг и татко на моето, на нашиот син, нели, и пред се и свекор веќе, нели, и дедо на едно прекрасно внуче, беше прекрасен. Значи, за да биде некој алкохоличар, знаеш колку време му треба да биде алкохоличар? Значи, треба да излезе събрали од 9 сати, вече од 9 сати се врати. За мене тоа се алкохоличар. Ако беше мојот сопруг алкохоличар, ние немаше да оставиме Кочанска болница. Значи, има си посебна институција за такви работи што треба да идат да се лечат. Демир Капија или Негорци каја тоа, таму требаше. Ако беше алкохоличар, таму ќе го носиме ние со син. А не да го ставиме у Кочани, ние го ставиме у Кочани да му дадат некоја инфузија, нели? За да го освежиле. Кирчо Митевски во Кочанската болница бил 12 дена, кои биле клучен период тој да го загуби животот. И со нас, покрај нас, знаеш, на посета, повеќе порано не примат. 14 по час посета. Улеваме, значи, и до нас тоа е сестра или медицинска, болничарка ли, немам појма. И прашуваме, нели, каква му е ситуацијата на соба. Супер е, тоа средата. Супер е, добар е, нели, скоро ќе го пуштаме. Ако викам ќе го пуштате, па во петок. Во петок сигурно. Може да е утре, ама петок е сигурно. Откако состојбата се влошила, тој бил вратен во клиничката болница Штип, но по 2 дена починал. Со смртта на својот сопруг на овој начин таа не се согласува и затоа најавува. Еве, јас сум во постапка сега, значи до правобранителство Скопје. Имам одговор. Значи, дека сето тоа е примено и дека за сето тоа ќе бидам известена. Да, земени се неколку изјави, мислам тие изјави што треба од Штип. Значи, таму Министерство за здравство, Лекарска комора, Кочани обвинителство, од сите имам добиено, нели, резултат, мислам, одговори дека ќе покренат се што треба и за сето тоа ќе бидам известена. Поминава веќе 7 месеца. До кога да чекам? Шо Фиока ги чува тоа таму или? Телевизија Стар стапи и во контакт со управата на болницата од Кочани, од каде демантираат каков било непрофесионален третман кон споменатиот пациент. Постапивме крајно професионално и етички во случајот со пациентот Кирчо Митевски. Лекувањето беше според протоколот, а лекарите го почитуваа што неколкуте инспекции и го потврдија истото. Изјави директорката Душанка Трапевска.